Поминато на телните намалување на цените на одредени производи, владата по предлог на Министерството за економија донесе одлука за намалување на маржите кај овошјето и зеленчукот, со што цените дополнително ќе се намалат до 30%. Укинати се увозните давачки за млекото и павлаката, а предвидено е пат на цените и на овие артикли. Списокот на производи со гарантирана цена се проширува со безалкохолните пијалаци, соковите, газираната и негазираната вода и пивото. Конкретно владата со посебна одлука одлучи да се пропише највисока трговска маржа за овошјето и зеленчукот. За сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец во трговијата на големо е утврдена највисоката трговска маржа во вкупен износ до 10%, а додека во трговијата на мало се утврдува во вкупен износ до 15%. Целта е да се спречат на тамошни поскапување на производите, а мерките ќе траат до 30 ноември со можност за продолжување доколку состојбата на пазарот и понатаму го бара тоа. Граѓаните по пониски цени во маркетите веќе купуваат леб, млечни производи, месо, брашно, јајца, ориз и други прехранбени артикли. Поздрава животна средина, подобро здравје, заштедени средства и променети навики во позитива. Вака се зборува само кога се промовира превозот без автомобили и кога се подсетува дека велосипедот и другите алтернативни превозни средства што не ја загадуваат животната средина имаат големо значење. Но во реалноста состојбата е сосема поинаква. Бројот на автомобили по глава на жител се повеќе расте, а пред оние кои ќе решат да возат велосипед низ Кочани, па и подалеку, се отвораат низа проблеми. Велосипедските патеки низ градот практично се абстрактен поим, а таму каде што има некаков простор што е определен за велосипедистите, истиот се дели со пешаците. За да биде состојбата уште посериозна, овде е и узурпацијата на јавно прометните површини, но и контейнер постојките што се честа практика што ја спроведува локалната власт. Едноставно, тротоарот е засечен, а во него се сместува контейнер. Граѓаните велосипедисти се жалат дека безбедноста им е загрозена, па бараат од локалните власти и сега, но и во иднина, да мислат и на нив и на нивните потреби. Па возам веќе нон-стоп 6 години, а просечно по 20-22 дена во месецот или во километража најповеќе 2500 км месечно. Ланската година имам поминано 18.374 км. За 6 години 72.000 км, а со овај велосипед сега што ми е на помошна батерија, за година и 8 месеца 33.000. Ако споредиме велосипед и автомобил, значи со велосипедот побрзо се стасува, имаме проблеми, значи нема возачка култура нема. Немаме ние почит од, посебно за велосипедите, ако збореме, немаме почит од возачите. Меѓутоа, се снаваѓаме. Горлив проблем е, немаме паркинзи, немаме велосипедски патеки, немаме сигурни велосипедски патеки, значи имаме ризик по животите. Па по граду и речеме неке Виница ние возиме, неке Зрновци, Грдовци, по тие релации е ризично. Па многу млади брлавеат со возилото, со мотори, со ризики таму за возење. Низ градот е страшно. Нема дека пешки дојдеш на велосипед да возиш. И обележени има патеки за велосипеди, ама пешаци мина таму и... Собрекајка до сега немам, дај Господ и да немам, али многу пазам. Ја на сите кажувам, кога се возе велосипед е специфично, само исклучиво мора напред да гледаш, ни лево, ни десно, ама свире некој вика да не те интересира. Ути осетлива работа е, тоа секунда можеш да одиш. Ниско е и нивото на сообраќајната култура, па честопати наместо удостоени со почит, велосипедистите стануваат мета на пцости и вулгарности од возачите. Заради тоа треба да се најде начин како не само декларативно, туку вистински да им се даде поддршка на оние кои возат велосипед и на сите почитувачи на здравиот живот. Тие, освен на патот кон браната градче, и немаат други можности за пешачење и возење велосипед. Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци беше домаќин и организатор на работилница со учениците, на која тие се обучуваа за производство на хартија, а зашто една од главните суровини беше оризовото брашно.
Покрај домакините, на работилницата присуствуваа и ученици од основните училишта од соседните општини Кочани, Виница и Чешиново Облешево. Преку практични вежби, учениците учествуваа во подготовката на суровините што се користат за добивање хартија. При тоа, оризовото брашно го мешаа со картонски остатоци, а по додавањето лепило, смесата ја поставуваа во посебно изработени калапи. Таму таа се цедеше и се сушеше на сонце. Предметни наставници по ликовно образование со по 2 ученика изработуваат на денешната работилница изработуваме хартија од орис. Освен хартија се изработува од брашно од орис палачинка, имаме и производи од суфлијаш и пилјав, значи буквално целосно користење на орисот како производ. Целта на работилницата е изработка на хартија која што подоцна ќе ни служи за ликовната колонија која што ќе биде во организација на општината по повод денот на општината и истата на колонијата ќе биде насликана. Значи сами ќе си го произведеме материјалот за колонијата, а дегустацијата на храна е со цел да се подигне свеста кај луѓето за здрав живот и користењето на брашното од орис. Подршка во реализацијата на работилницата даде и компанијата за откуп и преработка на орис БМФ од Зрновци, за што од организаторите и беше врачена благодарница и скромни подароци. Исто така, признанија за учеството и за помошта во производството на хартија од оризово брашно добија и учениците и наставниците од училиштата кои беа вклучени во работилницата. Во рамки на редовните активности во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се одржа септемвриската крводарителска акција. Собрани се вкупно 38 единици со крв, што ќе бидат наменети за потребите на пациентите кои се лекуваат во здравствените установи во државата. Мотото на септемвриската акција гласеше "Донирај крв, биде причина за насмевка на многу луѓе". Како што веќе е општо познато, ова е акција која се спроведува секој последен четврток во месецот и моментално е 14-та планирана акција за оваа година. Акцијата се спроведе во соработка со Институтот за трансфузионна медицина од Скопје. И секако акцијата започна во 8:30 и траеше до 14 часот. Нели, акцијата веќе заврши доста успешно, дарувани се 38 крвни единици. Од тие 15 крвни единици се дарувани од страна на лица кои се млади до 30 години. Имаме и 2 првократни дарители на оваа акција. Сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите кои денеска дојдоа, нели, учествуваа во самата акција, со тоа допринесеа да се спасуваат човечки животи. Заинтересираните граѓани може да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузионна медицина во Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст. Во библиотеката Искра во средата попладне беше промовирана стихозбирката "Мисли и размисли" од роднокрајниот автор Атанас Георгиев. Рецензент и промотор беше Славица Цветкова, која истакна дека главниот мотив на авторот е да поттигне размислување за убави работи, како и да ги критикува лошите нешта во окружувањето. Мисли и размисли. Книгата е, значи, јас од време мислам и размислувам и ќе продолжам да размислувам себе дека можам да размислувам за многу работи. И за убави работи, и да критикувам лошите работи, да критикувам многу аномалии што ни се случуваат во општеството. Мотивот е 2021 година ја издадов третата книга Жената од Сончев Рид. И тогаш ветив на сите присутни дека наскоро ќе се роди нова. Значи морав да го одржам ветувањето. Мисли и размисли, реков ја. Значи тука секој да мисли и размислува за своите постапки. У секојдневието и властите да си стават прст на глава и они добро повеќе да размислат што прават, што се чини.
Роднокрајниот автор Атанас Георгиев досега има објавено 4 книги, а последната Мисли и размисли ја пишува од 2 години. Книгата содржи 40 песни и 20 афоризми. Промоцијата на книгата беше во организација на јавната општинска установа Библиотека Искра и општина Кочани по повод 32-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис.